Среда, 6 март, кратки вести во 12 часот. Предлогот на закон за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата и за дополнување на законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење. Денеска пред пратениците во Македонското собрание. Најзначајна новина која што е предвидена со овој предлог на закон е дека до донесување на новите детални урбанистички планови усогласени, согласно заштитата утврдена во него. Во старото градско јадро на Охрид не ќе може да се градат нови објекти, доградби и надградби, а содржи одредби за посебна заштита на старото градско јадро и неговата контактна зона. Граничните премини Свети Наум и на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид со нов систем за видеонадзор како дел од новиот централизиран видеосистем, што се поставува на сите гранични премини во Република Македонија. Опфаќа систем за видеонадзор со 350 различни типови дигитални камери со аналитички функции, систем за автоматско препознавање на регистарски таблички и централен систем за складирање на податоците. Информациите од системот ќе се користат за напредни анализи на податоци, за анализа на ризик, како и за истрагите, што ги води Царинската управа со цел сузбивање на криминалот и корупцијата. 21 медал, 5 пехари за најдобри поединци и пехар за второ место екипно за македонската традиционална теквондо федерација на Тирана Open 2024 како одличен старт на надпреварувачката сезона годинава. Настапија 19 надпреварувачи од 4 клубови. Во периодот што следи, теквондистите ќе се подготвуваат за државното првенство во теквондо на 16 март во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид во организација на клубот Мастер. По ова ќе следи учество на Албанија Open во Корча како одличен тест за наредното европско првенство кое ќе се одржи во Копер, Словенија од 15 до 22 април. Времето денес променливо облачно со услови за локален дожд, дува слаб до умерен југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.